Топ тема на ваша страна, добро вечер. Каква ни е живеачката во Македонија, веројатно можеме да утврдиме гледајќи пред себе или осврнувајќи се околу себе. Бројките за животниот стандард се поразителни од истражување до истражување различни, но со една константа. Живеачката е се поскапа, а народот се посиромаше. Вечерва во топ тема на ваша страна, анкета за животниот стандард, резултатите ги коментираме со Гонце Јаковлевска, извршен директор во Македонскиот центар за меѓународна соработка и наш партнер во оваа емисија. Благица Петрески, директор во Finance Think. Добро вечер и добре дојдовте. И универзитетскиот професор Илија Ацевски. Добро вечер и за вас. Но за почеток преглед на истражувањето на Телма и МЦМС спроведено од Емпроспект, телефонска анкета на 1000 испитаници, спроведена од 27 јуни до 5 јули. Кои се резултатите ни ги пренесува Тамара Ганчарска. Речиси половина од граѓаните, 48,1%, се оптимисти дека во идните 5 години ќе им се подобри животниот стандард, покажа новата анкета на Телма и МЦМС, која опфати 3 групи на прашања, и тоа за приходите и условите за живот, потрошувачката и како граѓаните го користат своето слободно време. Поголем оптимизам за подобар стандард има кај помладите и пообразованите. Својата моментална состојба со стандардот со средна оценка ја оцениле 30,5% од граѓаните. Треба да се напомене дека во долниот дел од скалата за перцепција за својот стандард се изјасниле 75% од испитаниците, од кои дури 21% го оцениле со оценка 1 или 2, а само 3,7% за сопствениот стандард дале оценка 9 или 10. Анкетата покажа дека четвртина од испитаниците немаат никакви месечни примања, од кои најбројни се они од 18 до 29 години, со 39,4%. Месечни примања до 300 евра имаат најмногу на возраст од 50 до 64 години и од 40 до 49 години, со 50,2%, тоест 48%. Приходи до 600 евра месечно пријавил секој четврти од 30 до 39 години, а во истата возрастна група има најмногу од оние со приходи од над 600 евра, 4,8%. Кај етничките заедници состојбата е следна. Без никакви примања живеат 56,5% од ромите, 38,4% од албанците и 1/5 од македонците. На прашањето дали сте вработени, дури 57,9% одговориле негативно, наспроти 42 кои одговориле позитивно. Повеќе вработени има кај мажите, 50,9%, наспроти жените со 33,3%, но и кај пообразованите, дури 74,7%, кај оние со високо образование се вработени. Со приходите кои ги имаат дури 52,6%, рекле дека не можат или едва и си го дозволуваат неопходното за живот. 34,2% можат да си го дозволат неопходното, а 12,8% и повеќе од тоа. Од домашните апарати кои ги поседуваат, а кои влијаат на квалитетот на животот, над 93% имаат телевизор, шпоред, фрижидер, телефон, машина за перење, правосмукалка, додека 63, односно 64% автомобил и компјутер. А најмалку дома имаат машина за миење садови, 39% од граѓаните. Дури 51% од испитаниците се целосно или делумно незадоволни од здравствената заштита, наспроти 36% кои се задоволни. 1/3 од граѓаните не можат да си дозволат да одат на лекар, а високи 61,4% го набавуваат лекот приватно ако го нема во аптека. Од другите параметри за квалитетен живот, 51,2% се незадоволни од патиштата во земјава, 43,5% од воздухот, 37,6% од образовниот систем, 34% од квалитетот на водата. Граѓаните најзадоволни се од можноста за среќавање на луѓе, дури 65,2%. Анкетата покажа дека 47,3% од граѓаните не можат да си дозволат да одат на одмор. 26,5% можат да одат од 6 до 10 дена, а 12,5% помалку од 5 дена. Само 7,4% од испитаниците можат на одмор да одат до 2 недели. Секој пети македонски граѓанин никогаш не бил на одмор.
Во ресторан пак никогаш не јаде секој трет, а ретко тоа го прават 20,8%. Неколку пати годишно во ресторан јадат 13% од граѓаните, а ист процент тоа го прават неколку пати месечно. Само 5% неколку пати неделно одат во ресторан. Поразителна е бројката дека речиси 60% никогаш не одат во кино или театар, а ретко одат 22,3%. Само 10% од граѓаните одат во кино или театар неколку пати годишно. Од социјалниот живот граѓаните најмногу практикуваат средби со пријателите, и тоа 29% неколку пати неделно, 20,6% неколку пати месечно, а за пријателите секој ден време имаат 19,7% од граѓаните. И тоа е сублиматот од показателите и перцепциите во анкетата. Ќе ги анализираме поединечно и по групи на прашања како што можеме да ги групираме. Но Гонца би почнал со вас. За почеток појаснување на пристапот, тоа е фокусот на три сегменти: приходи и услови за живење, потрошувачка и користење на слободното време за тие што го имаат или што го немаат. Зошто таков пристап? Генерално во оценувањето на животниот стандард велегуваат фактори кои што можат да се подведат под овие три поголеми групи на прашања. И генерално кога зборуваме за животниот стандард и за оценката на животниот стандард, најчесто се многу станува збор за фактори кои што се можат да се квантифицираат повеќе. Значи, правиме разлика помеѓу животниот стандард и квалитетот на живење, каде што поголем број од факторите во делот на квалитетот на живење се малку посубјективни и потешко мерливи, односно потешко може да се квантифицираат за разлика од овие во животниот стандард. Првото на граѓаните што им паѓа на памет кога зборуваме за животниот стандард се парите што ги имаат, односно благосостојбата во која што се наоѓаат, и не случајно во првата група прашања дел од тоа што го проверувавме беа и примањата, и тоа не само примањата во домаќинството, туку и личните примања кај граѓаните, зашто сакавме... Да, и тука има многу интересни показатели. Сакавме да направиме мала дистинкција помеѓу едното и другото. Меѓутоа и она што успеавме да го видиме од презентацијата пред малку, тука спаѓаат и прашањата на вработеност, прашањата на колку можеме да си дозволиме сопствено живеалиште, да си дозволиме одмор, да си дозволиме некои други сето оно што го чини квалитетот на животот. Да, и другите две групи, како што веќе спомнавте, исто така влијаат, односно го дефинираат нашиот животен стандард. Како го употребуваме времето што го имаме на располагање и каква ни е потрошувачка. Ке ги анализираме поединечно. Професоре, во најавата за оваа емисија изброив два показатели кои што ми се чинеа за така поспецифични, дека ќе го привлечат вниманието, а тоа е процентот на оние кои што не може да си дозволат годишен одмор, 47,3%. Во некои анкети, например, како кај на Петрески, е таа бројка многу поголема, меѓутоа сега тука нема да ги спориме по методологиите, начините на спроведување. Фактите се тие дека живеачката е лоша, како и тоа дека 32,7% не може да си дозволат да одат во ресторант. И како никогаш досега не сум добил толку реакции на самата најава. Бројките се многу поголеми, свртете се околу себе. Толку е очебина и поразувачка сиромаштијата? Прво да веруваме дека овие податоци отсликуваат објективната состојба во Македонија. Иако јас сум од оние кои треба да се верува на анкетите до најстепен додека ја доловуваат таа ситуација која што ние сите некако ја претпоставуваме, не особено некои се бават со истражување и од академската заедница. Кога вие ќе кажете дека скоро половина, како е повеќе од луѓето, не си дозволуваат годишен одмор, тоа е еден показател кој спливува на површина и покажува дека најголем дел од луѓето, од овие кои се вработени, е еден сегмент
koje go formira тој квалитет на живење во една димензија, не може да си го дозволат. Може не толку да говориме она што е да руча или да посетува кафана, ресторани и така натака, што и тоа е дел од тоа, не? Да се ослободи човекот од некои семејството, од некои постојани обврски кои ги има и да си дозволи една таква животна реакција, не, која го подобра тој квалитет на животот. Иако може би овие два показатели во некој начин тие не до краја доловуваат таа ситуација во Македонија. Ја дури имам една вака во една груба поделба на населението во Македонија на тие три, како би рекол, третини, не? Едни кои што навистина се соочуваат со сите овие елементи кои што го формираат тој квалитет на живот и кои што говорат за тој стандард дека станува на едно ниско ниво во една и во смисла дека станува збор за како велеме услови за живот и работа, не, кои се под нивото, не. Втората група која што е некаде измеѓу оние кои што живеат релативно добро, не, и тоа лавирање и тие најчесто ги чувствуваат ударите и во економската политика и во промените, не. За година-две од таа група одат некои нагоре, некои одат многу повеќе надоле отколку нагоре, не, и последната третина која што живее релативно така пристојно, од која што мал процент располага, односно го има најголемото богатство во една економска смисла во Македонија. Што сака мојата поента сега, да веќе станува за една релативно комплексна анкета која што подлабоко навлегува во повеќе сегменти од човековиот живот, особено за и семејствата, не. Ако говориме како вака груби показатели, тие се Македонија лоцираат навистина и тоа е на дното на европскиот. Најсромашните. На дното, не. Дури гледам некои показатели дека ние сме под нивото на Косово, да речеме Албанија, што е доста некако неразбирливо. Но она што сакам да го потенцирам и да отворам една веќе кога го говориме за овој контекст и ако се отвараат овие прашања, кога се однесува за овие потреби кои што го формираат, би рекол, тој човеков живот и кои се врзани со јавните добра, или таа колективна потрошувачка, вие добро сте ги уфатиле со оваа анкета, например, здравје, задоволство од образование, превоз и така натака, кои што формираат голем дел од, како би рекол, и од човековото секојдневие, од квалитетот на животот. Тука е малку тоа сега загрижувачки. И тука дури една, со тоа би завршил, би излекол една поента, дека економските политики во голема мера треба да бидат насочени токму кон овие, би рекол, сегменти, сектори, кои што го подобруваат животот во една, како би рекол, колективна смисла, без разлика на кој каде припаѓа, не, ако имате добар пат, например, добар превоз, или да не редам сега овде ова, речеме, добро образование, чист воздух и така натака, тоа се однесува за сите граѓани, без разлика на нивната економска, етничка, било каква припадност. Така и ќе ја водиме анализата, ќе анализираме поедини сегменти, односно група по група, па да дојдеме и до тие препораки. Петрески реков веќе дека имате своји истражувања, бројките се многу поголеми, веројатно методологијата, пристапот, небитно во овој случај. Она што е прашањето е дека сите бројки упатуваат на една сурова реалност, односно како и да ги вртиме овие статистики, дека секој трет граѓанин буквално крпи живот. Така, резултатите се релативно слични до оние истражувања кои што ние ги испитуваме. Секако во еден дел овие истражувања се повеќе насочени кон перцепција, нашите истражувања се повеќе насочени кон мерење на одредени факти. Меѓутоа, она што е значајно е дека сите податоци се релативно слични до податоците од Државниот завод за статистика. Неодамна Државниот завод за статистика ја објави стапката на сиромаштија. Тоа е оној првиот дел од оваа анкета, односно делот кој што се однесува на доходовниот аспект на граѓаните, и тука може да забележиме дека оваа година имаме благ пораст на стапката на сиромаштија, односно 22,2% живеат во релативна сиромаштија, што е пораст за некои 0,3% поени во споредба со минатата година.
Меѓутоа, доколку ги анализираме податоците, како се движела стапката на сиромаштија пред социјалните трансфери и пензии, после социјалните трансфери и пензии, имаме едно спротивставено движење. Односно, стапката на сиромаштија пред пензиите и пред социјалните трансфери во 2017 година се намалува од 41,6 во 2016 на 40,7% во 2017 година и ова најверојатно се должи на оние пазарни ефекти кои што се однесуваат на зголемување на вработеноста, на зголемување на платите. Меѓутоа, порастот на платите го поместува тој медијален приход и на тој начин доаѓаме и до еден повисок праг на сиромаштија. Значи, ако минатата година бил, карикирам, околу 6.000 денари, со порастот на овој медијален приход и прагот доаѓа до поместување, така што доаѓа до поголем број на население кое што ќе живее под тој праг на сиромаштија по претпоставка дека овие лица многу тешко може да излезат над тој праг на сиромаштија. Паралелно со овој процес, и во минатата година имавме растот на пензиите и растот на социјалните трансфери, имаше замрзнување до нивото на усогласување со стапката на инфлација. И сето ова придонесе до стапката на сиромаштија после социјални трансфери да има благ пораст. Односно, ако ги забележиме кои биле ефектите од пензиите и ефектите од социјалните трансфери, токму кај ефектите од пензиите во 2016 година ја намалувале стапката на сиромаштија за 15,9% поени, а во 2017 ја намалуваат 14,8% поени, додека кај социјалните трансфери тоа е минорна разлика. Сето тоа упатува, од друга страна пак, тоа дава еден заклучок дека во изминатите години стапката на сиромаштија се намалувала како резултат на зголемувањето на пензиите, зголемувањето на сите оние субвензии, сите социјални трансфери. Тоа пак упатува каде сакаме во иднина ние да ги носиме мерките и на кој начин треба стапката на сиромаштија да се намалува, за кој што верувам дека подоцна ќе зборуваме за сетот на мерки и препораки. Меѓутоа, јас се сложувам дека животниот стандард е една по-мултидимензионален проблем и не е само доходовниот аспект, туку многу позначени се сите овие други аспекти кои што се анализирани, колкав е пристапот на граѓаните до различни социјални услуги, колкав е пристапот и можноста да си задоволат одредени потреби кои што значат одење на одмор, одење во театар, но исто така тука се многу значајни и каков е квалитетот на јавните услуги, затоа што пак едно неодамнешно истражување наше, кое што се однесува за колкав е трошокот кој што граѓаните го даваат од джеб за здравствени услуги, упатува дека граѓаните и покрај тоа што ние имаме, сите сме здравствено покриени, сепак трошат значајна сума на средства од приватен джеб. И сето тоа веројатно поврзано и со вработеноста и со невработеноста. Јаковлевска, би почнале со генералната перцепција, значи сегашната ситуација ние даваме тука една скала од 1 до 10, 1 е најлошо, 9 е најдобро и мнозинството 30,5 се гледаат себе си некаде во средина во оваа ситуација. 44,5% се под, значи од 1 до 4, 22,1% се над таа скала, односно од 6 до 9. Сега гледаме некаква перцепција на оптимизам дека во следните 5 години тоа ќе се смени. Дали ова надежта последна умира или има некои споредбени показатели кои упатуваат на што е таа бројка? Да почнеме со ова, па ќе се префрлиме директно на ова на платите и личните приходи кои што ги засегна, ги потегнаа сите гости. Па убаво е да види човек дека има оптимизам се уште во државава меѓу луѓето. Барем кај испитаниците кои што биле дел од анкетата, има поместување, да речеме, очекуваат дека нешто ќе се смени во следните 5 години, што е навистина надежно, затоа што кога нешто очекувате да се смени, очекувано е дека правите нешто да се сменат работите, не туку чекате некој друг да ги смени работите за вас, како што за жал некогаш се случува.
Значи, некаде 11% поени помалку се гледаат за 5 години на таа скала од 5 до 1, од 1 до 4, но забележителен е уште еден показател, дека се зголемува пак бројот на оние што не знаат. Бројот на оние што не знаеле како да одговорат или одбиле да одговорат се зголемува заради тоа што 5 години сепак не се мал период и луѓето чувствуваат одредена неизвестност што ќе се случи. Во последните години ни се случија повеќе турбуленции, очекувано е граѓаните да имаат некаква неизвестност што ќе се случува во следните 5 години и да бидат воздржани во одговарањето каде ќе се најдат на скалата од 1 до 10. Она што можеме да забележиме, да речеме, гледајќи ги малку подлабоко податоците, е дека оптимизмот многу поприсутен е кај оние кои што имаат подобро образование и кај помладите генерации, што во некоја рака е и разбирливо. Да. Ако имате помеѓу 18 и 29 години и животот е пред вас, очекувано е дека ја гледате иднината низ малку поинакви очила, за разлика од оние кои што имаат над 50 години, кои што веќе имаат доволно искуство во животот за да бидат малку пореални, ако може така да кажам. Можам да кажам, сега кога зборувам за демографските податоци на испитаниците, генерално во целата анкета, во сите прашања може да се забележи влијание на образовната структура, таа влијае врз одговорите на испитаниците, на возраста на испитаниците и на некој начин ги предодредуваат одговорите на испитаниците. Многу попозитивна слика за голем дел од прашањата можеме да најдеме кај оние, не кај сите, морам да кажам, например кај некои прашања по едуцираните, подобро образованите имаат многу поинаква перцепција полоша, можам така да кажам. Не, тоа им го нуди самото образование во суштина. Тука не е ништо. Иако ја мислам дека тој процент релативно низок. Ако тоа го направите на, мислам, пред 25 или 30 години, кој ќе кажете дека оние кои се во тој процес на образование не се образовани, тие по дефиниција се надеваат дека нешто во иднина ќе случи добро за нив, одnosno ќе се најдат во животот. Но денеска тој оптимизам е некако е спласнат, е спуштен на едно ниво кое што е доста загрижувачки, затоа што и образовниот процес некако не го нуди тоа. Дали вие мотивот да речеме да се студира, да се биде дел од тоа е многу, како би рекол, сиромашен, многу упростено. И тоа не е гаранција дека води до работа, бидејќи бројката е 57,9% од анкетираните не се вработени, 42 се вработени. Тука има многу специфики, сакам да ги посочите, па да ја отвориме пошироко дебатата, бидејќи тие се многу индикативни во однос на тоа колку особено во поглед на старосната структура е присутна невработеност. Само еден момент кога станува збор за перцепција, тука треба да се биде внимателен. Перцепцијата, да речеме, во еден одреден момент може да ја засилат во позитивна, во негативна, во некоја насока која што не мора таа да има некоја реална подлога. Затоа тоа е тие испитувања, истражувања на тоа дело навлегува подлабоко може и во психологијата, но и во ова ситуација во која што се најдува Македонија, не. Сега ако почнат некои избори, ако почнат тие ветувања и така натаму, настанува една какофонија кај луѓето, тие живеат нешто, не се надеваат дека нешто се промени така натаму и така натаму. Ако правите истражување во тој момент кој што е така би рекол малку нестабилен, малку е во таа смисла ќе добиете резултати кои не одразуваат. Посочивте дека е ова комплексен проблем, впрочем и Петрески и Јаковлевска ги посочија тие показатели, особено Петреска, на субвенции, зголемување на минимална плата, кои можеби психолошки влијаат, но видовме дека низ бројките го немаат тој ефект. Обратен ефект. Да, перцепцијата може да влијае, да речеме, во пресекот во кој што е правено истражувањето, кога станува збор за такво истражување, може да има влијание на одредени прашања.
Меѓутоа, прашањето на животниот стандард и сите фактори кои што влегуваат во него, верувам дека не е нешто што се менува секојдневно. Му треба многу долг временски период за да се направат одредени промени и затоа и верувам дека тоа што го презентираме денеска, истражувањето направено е во текот на летото, не влие значајно на тоа, да речеме, не би се смениле податоците значајно ако го направевме вчера или ако го направиме за 2 месеци. На животниот стандард му треба доста време за да се помести од една до друга точка. Да ве вратам на појаснувањето на возрастната структура во поглед на невработеноста и регионалната, бидејќи мислам дека тоа е една многу голема специфика. Јас лично, например, се изненадив од податоците дека има разлика помеѓу вработеноста гледано низ призмата на мажи и жени. И во најавата слушнавме дека поголем е процентот на мажи кои што се вработени отколку на жени. Од сите известувања што ги слушавме за абсорбирањето на работната сила во текстилната индустрија, мојата перцепција лична и моето очекување беше дека жените се повработени во Македонија, меѓутоа еве податоците не го покажуваат тоа. И поголем број или најголем број од вработените се во возрастните граници помеѓу 30 и 39 години, нешто околу 73%, и 40 и 49 години, односно околу 61%. Значи, тоа се веројатно и годините кога населението е во екот на неговата работоспособност. Што се однесува до образованието, повеќе успеале да најдат работа оние што се пообразовани. Да речеме некаде околу 75 речиси% од подобро образованите се вработени. И регионално гледано, североисточниот регион е меѓу оние кои што имаат најдобра вработеност, за разлика од југоисточниот, каде што вработеноста е некаде околу 30, нешто малку над 34%. Односно ни се празни. И од тука сега доаѓаме и до оние податоци околу приходите и условите за живот. И тука имаме една специфика дека, а тоа е најголем број без приходи, значи говориме за категоријата лични приходи, се младите на возраст од 18 до 29 години. Потоа доаѓаат оние, тоа се 39%, па потоа оние на возраст од 30 до 39 години, тоа се 20,7% и 40 до 49% и истиот податок. И плата поголема од 600 евра, само 4,80% и тоа кај возрастна категорија од 30 до 39 години. И сега отворена дебата за сите сериозни показатели за статистичка, економска, социолошка, политиколошка и секаква анализа. Мислам дека се ова е една од суштинските индикатори во однос на показателот на невработеноста и политиките кои што се спроведуваат. Но еве на што се вас ве асоцираат и кои се дилеми ви ги поттикнуваат? Јас би започнала во делот на возраста. Сметам дека не се за изненадување овие податоци, затоа што стапката на невработеност кај младите е највисока во моментот. Половина од младите кои што активно бараат работа се невработени и тоа е веќе еден проблем кој што се провлекува во еден подолг временски период. Тука ќе напоменам и еден друг факт, односно усогласеноста на вештините кои младите ги нудат и побарувачката на пазарот на труд. Во еден подолг временски период имаме неусогласеност на тие вештини и на побарувачката и на понудата, а исто така и... Дали некој таа усогласеност воопшто е постигнал во Македонија? Ја не знам некој дали тоа до сега се расправало
како да постави таа, мислам, да образовате кадри, да некому му требаат тие кадри. Сем генерално економиста, правник и така натаму. Може би едно од решенијата во иднина е да ги усогласуваме образовните програми со она што на пазарот треба да бидат поусогласени. Во моментот постои неусогласеност и помеѓу понудата и побарувачката на тип на вештини кои што имаат, меѓутоа исто така и оние образовани кадри кои излегуваат со релативно ниски вештини. Дали тоа е дел на самите образовни програми и не е доволниот пристап на практичност низ тие образовни програми, или се работи за една целокупна ерозија на образовниот систем во последните години, тоа верувам понатаму треба да се доанализира, меѓутоа во секој случај дел од адресирање на овој проблем лежи токму тука. Неодамнешно истражување кое што го имавме за поврзување на домашните и странските компании е еден од клучните фактори кои што го истакнаа, меѓу другите проблеми е дека веќе не можат да најдат квалификувана работна сила. И ние треба сериозно да се зафатиме. Во моментот постојат активни мерки за вработување. Постојат серија на фондови кои што треба да ги поттикнат и младите, меѓутоа и генерално работната сила на пазарот на труд. Но доколку вие немате квалификувана работна сила, сите тие мерки може да останат недоволно искористени. Па така можеби ние треба да размислиме како да ги преквалификуваме оние кои што се невработени, оние кои што долго време бараат работа и да ги доведеме до една фаза на поголема работоспособност кај тоа население и после дури да обезбедиме работни места и да ги понудиме на работодавачите. Така што дел од тој проблем, претпоставувам и тука треба да се адресира, а во однос на приходот, исто така имавме анализира за плата. Вие поентиравте ова. Ја мислам дека и најголем дел од работодавачите, оние кои што сепак се во таа ситуација, они тоа не го бараат од проста причина што не сакаат да земат никаква обврска во тој поглед и им е полесно да манипулираат со работната сила. Ја дека што знам наназад, евено 15 на години стои таа констатација, не? Немаме никаква релација образование стопанство, ајде вака, во груба смисла. Ја мислев дека проблемот е повеќе во образованието. И е. Затоа што и на образованието ама одговара. Ние се произведуваме кадри, пак некој дали ќе ги прима, не ги прима, дали се тие оспособени, неоспособени, нема врска. Не? Земаме плата, запишуваме ворено студенти на приватни квоти, некој се живее во тој контекст. Ние се прилагодивме на тој концепт, на тоа поимање на стварноста. Но мислам дека и добар дел од работодавачите се прилагоди на таа ситуација. Затоа што тој ако го побара тоа од оној кој што произведува кадар, тој ќе има врска да го соодветно плаќа. Има сега неколку иницијативи, да го третира како соодветен кадар, квалификуван. Тоа малку е во нашето поимање во таа перцепција. Така мислам дека тука еден од тие проблеми е зошто баш тоа да. Има некои такви иницијативи, но колку генерално еве и сите тие мерки кои што ги споменавме и претходно, кои што влијаат со креирање на нови работни места, субвенционирање, разни социјални додатоци, колку се тоа резултат на некакви конзистентни политики кои што знаат од каде се почнува и која е крајната цел, или се адхок мерки кои што сами за себе можеби имаат некаков ефект, без оглед дали е психолошки или конкретен, меѓутоа сепак не водат до оној крајен заклучок дека е цело е кога има се. Тука сте во право, да. И фактично мојата констатација води во тој прилог. Јаковлевска, она што е интересно исто така се приходите, меѓутоа она голема дискрепанца кога говориме за лични приходи и приходи во домаќинство. Овде кај личните приходи јас само би сакала една задршка да направам кај оние кои што се во најголем број без лични приходи, односно младите помеѓу 18 и 29 години, сепак треба да имаме предвид дека станува збор за категорија на граѓани кои што можеби се уште не го дозавршиле образованието и се уште не се можеби на пазарот на трудот и не пробуваат да
најдат работа, значи таа задршка секако мораме да ја имаме предвид, сме ги поминали Добре, тие години. но ова се сепак ова е категоризација стандардна статистичка и мораме да се држиме до неа. Можеби треба да се направи таа граница до 22 години, 23 максимум за оформување на образованието, па понатаму да се И смета. четвртина од граѓаните немаат никакви. Кога зборуваме за личните приходи, 1/4 од граѓаните немаат воопшто лични приходи. Значи, тие мора да бидат дел од некоја пошироко заедница, домаќинство, за да можат да преживеат во некоја рака. И јас денеска малку ги гледав, дел од податоците на Заводот за статистика се прилично во таа насока. Се поклопуваат на Да. Само што сиромаштијата се мери на ниво на семејство, а вие мерите перцепција на ниво на граѓани. Да, ги гледав податоците за семејство со 2 издржувани деца, така како што статистика ги обработува, односно ги евидентира. Има разлика, се разбира кога ги гледате вкупните месечни нето приходи, го преверувавме и тоа и личните приходи и некаде од околу 25 или четвртина од населението, кога зборуваме за приходите во домаќинството, живеат со вкупни приходи помеѓу 300 и 500 евра. Значи, за едно домаќинство, сега нема да дефинираме што подразбираме под домаќинство, нели може да биде едночлено, може да биде многучлено домаќинство, меѓутоа податоците покажуваат дека некаде околу четвртина од граѓаните, односно од домаќинствата, се со толкави вкупни приходи. Поголемиот дел од граѓаните се на скалата под овие приходи, значи под 300 евра, за разлика од помалите проценти што можеме да ги најдеме. Ние поприлично ја раздробивме скалата за да стигнеме до по-конкретни информации, да речеме зголемувањето е направено по неколку илјади денари, за да можеме точно по-прецизно да видиме какви се примањата по домаќинствата. И споредено со некои од податоците што дел од соговорниците веќе ги спомна, тоа се далеку од доволни приходи за издржување, еве да речеме на едно домаќинство со 2 вработени и 2 деца кои што се школуваат. Доаѓаме и до тука до условите за живот, меѓутоа еве која од следниве изјави е најсоодветна за примањата на вашето домаќинство овие денови. Само 12,8% може да си дозволат повеќе од потребното. 34,2% може да си го дозволат неопходното. 28,5% едва и можеме да си го дозволиме неопходното и 24,1% не успеваме да си го дозволиме ниту неопходното. И ако може да се надополнам, овие податоци се многу слични до една наша анкета која што беше слично перцепција која што мерише и вика 12,7% и успеваат да заштедат дел од доходот, а 16,8% ги задоволуваат сите потреби, наспроти нив 42%, скоро половина, ги трошат само за храна и сметки, а 1/3, 28,4% немаат доволно средства ниту за храна и сметки. Ова е анкета правена минатата година, така што токму доаѓаме до оној факт дека животниот стандард не многу се променува. Јаковлевска пред малку спомна дека податоците нема да се разликуваат ако начава анкета е правена јуни-јули, ако ја правевме сега и во декември, ова покажува дека не се сменети и за година дена. И сега, значи ги имаме условите, ги имаме средствата, ги имаме платите, приходите и сега доаѓаме до она што се нарекува услови и приходи на живот и тука еден сет од потрепштини. Почнувајќи од телевизор, фрижидер и сега некој би прашал зошто на пример машина за садови, за клима, јасно ни. Меѓутоа еве еден сет на садови да е малку и култура на по старите не употребува, по возрастните многу, не.
Не, јас Може да е предпоставувам прашање на зошто и култура. знам да сакам да го спровоцирам Второ и затоа одговор. што ако вие говорите да речеме за невработен или еден, двајца невработени во семејството, не? Меѓето садови е дел од некоја активност која што неопходна би рекол, така да машината во исто време значи трошок. За невработените е некоја луксус да обврска имаат за машина луксус, за таа садови. смисла. Не Тоа само може да се и економски, така да се веројатно, ова да се културолошки, така? Ако сите работат тоа, не знам дали повеќе вработеност или заработуваат, не знам дали би миеле садови дома, не. И тоа исто може и Па она. добро, еве Може да се- 73% велат не може да си ја дозволат, а 25,2 велат едноставно не им треба. Не им треба. Па тоа е тој момент што и на некој начин и машината за перење и садови та говори повеќе за еманципација и на жената, не? Мажот не е тој кој што или жената да поправи. Затоа рековме, анкетава е суштинска и ја покажува Точно, она врска што вие на почетокот само ја навестивте или начнавте, а тоа е врската на животниот стандард со квалитетот на Квалитетот на животот живење. и која е таа условно, за жал, црвена линија на неопходното кое што ќе ја поставиме во овој Затоа ја момент. повеќе би говорел во оваа, мислам повели. во оваа анкета, сепак е целната група она кој тие околу 20 таа четвртина која што живее на ивица, односно во релативна и апсолутна сиромаштија во некоја Апсолутна смисла. сиромаштија се многу помалку. Тие се Да, околу да, 5% ја и правиме оние таа кои разлика, што да. живеат под 1,9 долари, а додека релативна сиромаштија е Во однос обично на оној стандардот, податок да. кој што Така. често го споменуваме, тие кои што се под 60% под медијалниот приход. Мислам, за мене кога се следи таа категорија и како таа се менува и која таа популација влегува во суштина, може да оправи тоа да речеме регионално, професионално, по дејности на работа, во однос град село, например дали станува за селска или урбана популација. Во таа смисла тоа се ја немам тие покомплетни анализи во тој поглед. Не? Затоа што ова покажува тоа дека ова категорија на тие 25% колку што покажуваат и другите истражувања, не? Таа е навистина и тука државата, сега се навраќам на институциите, би требало тука да го насочат тоа внимание во она смисла дека секој човек, граѓанин на оваа држава, не треба да се соочува така на груб начин, на еден суров начин со тие најелементарни потреби за живот. Тоа е едниот сегмент и вториот сегмент, она што говориме во однос на тие потреби кои што имаат колективна, односно заедничка основа, инфраструктура, здравство, школство и така натака. Што мислам дека барем во последно време тоа многу се говори или многу малку се прави во тој контекст. Индикативен податок, Се говори тоа е една популистички, третина не но- може да си дозволат лекар, така е? Што е Тоа е апсолутно поразително, да. Во денешно време е повеќе од разочарувачки која ќе слушнете дека 30% од граѓаните не можат да си дозволат да појдат на лекар тогаш кога имаат потреба за тоа. Меѓутоа, слушнавме и во прилогот на почетокот, еден дел од граѓаните неуморно, а и од вашите новинарски извештаи сме сведоци постојано дека талкаат по аптеките се додека не стигнат во таа каде што можат да го најдат лекот кој што оди на рецепти, кој што е на позитивна листа, додека некаде околу 20 ми се чини проценти или нешто над 20 беа меѓу оние кои што можат, односно не размислуваат и го набавуваат приватно. Здравството, образованието, пристапот до инфраструктура, јавниот превоз е дел од прашањата кои што ги проверувавме затоа што тоа се дел од условите во кои што живеат граѓаните, кои што, како што кажа професорот на почетокот, го чинат комплетниот впечаток за тоа каков ни е животниот стандард. Не станува збор само за парите што ги добиваме како социјална помош, плата или по некои други основи, зашто во среден систем на социјално згрижување, дури кога ќе останете без работа, ако тој функционира како што треба, ако вработувањето идно не е толку неизвестно како што е овде, впечатокот и перцепцијата за тоа како вие животниот стандард можеби нема да ви се
промени ако останете во моментот без работа заради тоа што другите елементи, другите фактори кои што го чинат животниот стандард функционираат. Меѓутоа се сомневам дека тоа можеме да го кажеме за кај нас. Професоре, главната перцепција правиме на што основа значи на кога плата. ќе слушнете дека речиси половина од испитаниците не можат да си дозволат и ниту еден ден да отидат на годишен одмор, ниту пак дека 32% не можат да излезат во ресторан, на театар и кино, веќе 60%, тоа е големо мнозинство, не ни помислуваат. Вие тоа кој ќе го кажете, тоа значи дека сиромаштијата навлегла многу подлабоко во животот на граѓаните во Македонија, дека платата која заработуваат не е доволна тоа да си го дозволат. Дури би рекол тоа кога се оди на одмор некако се заштедува на некој начин. Дури така можеме тоа да го разбереме, не? Па дури дека се работи некоја друга дејност, дополнителна да се дополни буџетот нејаде. За македонското општество или општество од овој тип тоа е карактеристично, барем кога веќе два пати ме провоцирате во однос на одморот, голем дел од граѓаните, оние кои што се преселиле во градот, они одат во своето село, место и така тоа го рачунаат како еден тип на одмор, да се излезе од градот, од загадувањето, да се живее еден период во други услови кои условно кажано поздрави, не. Тоа не го третираат како одмор, многу тоа може да се разбере како едно бегање од таа секојдневна стварност во градот и на некој начин да се занимаваат со нешто кое од оно што потекнуваат. Сепак ние знаеме што значи годишен одмор, тука податоците покажуваат дека таа категорија што не може да си го дозволат се повторно младите. И од тука доаѓаме до некои ситуации кога ќе развиеме дебати на некои посуштински теми, ние излегуваме општество затворено внатре во себе. И со погледите, и со светогледот. Мојата поента беше дека таа е на некоја средна генерација која што се уште ги има тие корени од село, дека она е практично така и го надоместува тоа што значи одмор, сепак. Одиме со кратка пауза за реклами, имаме и некои конкретни показатели околу движењата на платите кои што ќе ги искористиме во завршницата за да ја комплетираме цета оваа слика. Реклами па се враќаме повторно. Повторно сме назад во топ тема на ваша страна. На вечерашната тема животен стандард базирана на анкетата што ја подготвивме, но во продолжение неколку фактографски податоци што ми ги подготви колешката Виолета Зајкова. Потрошувачката кошничка во ноември достигнала 32.545 денари, додека истиот месец просечната плата, односно просечната плата во октомври е 24.355 денари или 8.000 недани помалку од потребите кои не подразбираат луксус, туку само достоинствен живот, бидејќи знаеме што подразбира потрошувачката кошничка. И уште еден податок, значи за да ја обезбеди вкупната вредност на производи и услуги на едно семејство му недостасуваат 33,41%, односно 8.137 денари. Или со минимална плата од 12.165 денари во ноември, се покриваат само 37,38% од трошоците во минималната синдикална кошница. Ова е синдикална кошничка, бидејќи Заводот за статистика Петровски престана да ја мери кошницата. Интересни бројки. Да, бројките се интересни, треба да размислуваме во иднина како ќе ги излечеме од сиромаштија токму овие на најниското ниво кое што живеат. Потребни ни се мерки кои што ќе го поттикнат доходот кај овие кои што се најранливи. Паралелно со тоа потребно е да работиме на подобрување на квалитетот на јавните услуги и мерки кои што ќе генерираат работни места кои што ќе бидат повисоко платежни и тоа треба да ни биде една визија и стратегија и сето тоа на среден рок да го постигнеме се со цел оваа слика да ја подобриме. Ви имавте и некои други показатели во однос на
редовноста, нередовноста на платите, Джини бидејќи индексот, кога ние кога говориме за овие колку изнесуваат тие просечни плати, секогаш го имаме и она колку ги добили или не ги добили, односно ги исплатили. Тоа е едно истражување кое што го правевме, кој е ефектот од зголемувањето на минималната плата. Резултатите покажаат дека минималната плата ја намалува сиромаштијата, меѓутоа на она на што граѓаните и вработените се жалат, се оние работнички права, исполнување од страна на работодавците, како што е обезбедување на одмор, плаќање на прековремената работа, работа во сабота и работа на празници. Сите овие работнички права главно се прекршуваат, не главно, меѓутоа се прекршуваат, и тоа е тоа на кое што граѓаните, посебно оние кои што се најниско платежните работни места, се жалат во овој момент. Професоре? Овие бројки кои што проценти бројки кои што кажате наистина се фрапантни вака како што и гледаме, не, но треба да имаме две работи во предвид, не, дека сивата економија во Македонија е доста висока. Не знам колку проценти изнесува, колку е мерлива, не. И второ, она што се нашите граѓани што добиваат ова од странство, нивните оние кои се иселиле, не, кои доставуваат, тоа е негде околу милиарда, не знам, ова долари, евра, и сивата економија која што изнесува, не знам колку сега, 15, 20 и може и 30. Ја не сум немам понови податоци, али негде околу, предпоставам негде околу 30%. Кога ќе ги додадете овие податоци овде, овие бројки ќе бидат малце поинакви во друга на светлина, не. Тие го збогатуваат приходот на некој начин, и она што еден добар дел од луѓето работат на црно, да се разбереме, нашите пазари, добар дел од вработените непријавени и така натаму. Професор, бидејќи сме при крај, констатиравме пред малку дека голем дел од мерките се адхок, без јасен почеток и крај. Што е сега со дојде живот и еднакви шанси за сите? Односно со политиките кои што треба да се спроведуваат? Па да, видите, популизмот и продолжува и понатаму, не, мислам, и за еден исчекор позначаен во ова ситуација во која што се најдува денес Македонија за, да речеме, за брзо време, 2, 3, 5 месеци, да барем во една психолошка смисла да излеземе од тоа дека да влеземе во НАТО и во почна преговори со и така натаму, може тоа ќе даде некоја надеж во таа смисла, не, да. Со тоа значи една поразвиена економија, не велам дека се е содржано во тоа дека ќе решиме сите проблеми, но еден значаен исчекор во таа смисла. Но камшикот треба да дојде од дома прво, а не од надвор. Апсолутно тоа, не. Она Европа, као што велевме на времето, уште таму кога почнеме, се прави дома, не. Узунов професорот, тоа што не. Да ја донесеме Европа дома, така велеа сите. Јаковлевска, уште една, уште мала фактографија за завршен заклучок, вели, уште полоши се бројките за студентската потрошувачка кошничка, таа изнесува 21.400 денари за студенти кои студираат со партиципација и нешто на 22.000 за тие што ја плаќаат школарината. Но овие пари повторно треба да ги плати некој кој што можеби зема просечна плата од 24.555 денари, или оние колку беа проценти минимум во анкетава кои што земаат на 300 завршен заклучок. А што се случува со оние што не земаат ни просечна плата? Затоа што бројките, барем овде, за вкупните примања по домакинството, што пред малку ги коментиравме, покажуваат дека мнозинството од граѓани не стигнуваат до кошничката, односно кошничката, ако е 32.500, повеќе од 50% не стигнуваат до тие пари. Значи, веројатно е вистинска уметност да се дочека следната плата, односно да се преживее месецот на ваков начин, и веројатно заради тоа и толку многу анегдоти има дека само ние можеме да живееме со помалку пари од тоа што го примаме како
како плата. Јас мислам дека начнавме повеќе прашања, Благица веќе некакви препораки имаше во нејзиното последно излагање. Факт е дека е потребно да се работи со таа категорија на луѓе кои што се навистина на дното и не само мерки зголемување на минимална плата, јас би рекла дека она што е клучот веројатно е образованието, го зборувавме на почетокот на емисијата. При тоа не е образованието по секоја цена факултетско образование и високо образование, туку образование кое што ќе им овозможи на луѓето да добијат достоинствена работа, која што ќе можат да ја издржуваат својата фамилија. И бројките покажуваат дека образованието влијае на одговорите и тогаш да им дадеме на граѓаните, односно државата мора да обезбеди некој систем на образование кој што ќе продуцира кадри, кои што потоа ќе можат да бидат дел од системот и што е уште поважно, да ја смениме перцепцијата дека само државата треба да ни обезбеди работа. Државата треба да ни го овозможи тој систем на образование, ама работата треба да си ја најдеме ние. Значи малку повеќе предприемачки дух на сите нема да ни шкоди. Можам да украдам само уште една минута, бидејќи терминот веќе ни истече и тоа Петрески, како се тоа што го зборувавме, да го поврзаме со корелација за нееднаквоста, односно оние 1% најбогати. Ако е тоа возможно во една минута. Па нееднаквоста мерено според тој Джини индекс нас ни се намалува, меѓутоа кај тие 1% најбогати забележуваме дека доходот со кој што располагаат се зголемува во последните години, па така овие 1% располагаат со 14,1% од вкупниот доход. Меѓутоа доколку подлабенски анализираме ќе забележиме дека тие главно не се богати заради тоа што заемаат висока плата, туку главно затоа што тие располагаат со некаков капитал, па така делот на дивиденди, дури 90,4% од вкупниот доход по основ на дивиденди е кај сконцентриран кај тие 1%. Исто кај оние кои имаат примања по основ на членови на органи од членување во органи за управување надзор на трговски друштва, приходи од камата. Тоа индицира дека сепак овие 1% се најбогати по други основи, а не по основ на плата не е неопходно. Јас благодарам на сите за вечерашно гостување во топ тема на ваша страна. Останете и натаму со програмите на Телма. Ова беше само еден мал придонес кон една ношна, голема и комплексна општествена тема. Довидување.